Во ова издание. Светските лидери се собираат денеска во Њујорк на самитот на Обединетите нации за климатските промени. Продолжува вжештената реторика на релација САД-Иран. Македонските каматни стапки на банкарските кредити повисоки од оние во Европската унија. Цекот го плаќаат граѓаните. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Светските лидери денеска во Њујорк се собираат на климатскиот самит на Обединетите нации. Научниците предупредија дека се потребни амбициозни активности за да се ублажат последиците од климатските промени. Околу 60 председатели и премиери ќе се осврнат на актуелни прашања од областа на климатските промени, вклучувајќи го и преминот од јаглен кон обновливи извори на енергија, како и спречувањето и реагирањето на катастрофи. Председателот на САД Доналд Трамп нема да биде меѓу учесниците, бидејќи учествува на настан посветен на верските малцинства, пошто ќе има средби со лидерите на Пакистан, Полска, Нов Зеланд, Сингапур, Египет и Јужна Кореја. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ги предизвика лидерите на самитот да дојдат со конкретни планови, а не само со убави говори. Пред да отпатува на Генералното собрание на Обединетите нации за Њујорк, иранскиот председател Хасан Рохани ја обвини администрацијата на Трамп дека сака да ја преземе контролата врз регионот и рече дека неговите планови за средбите во Обединетите нации вклучуваат презентирање на регионален план за соработка за мир. Американските и саудиските власти го обвинија Иран за нападите, а британскиот премиер Борис Џонсон денеска изјави дека неговата влада верува дека постои голема веројатност дека Иран бил одговорен. Додека многу светски лидери ќе имаат средби во Обединетите нации, средбата меѓу Рохани и Трамп се чини малку веројатна. Трамп рече дека нема намера да разговара со Рохани, а иранскиот председател изјави дека нема да се сретне со Трамп се додека САД не ги укинат економските санкции. Бојан Јовановски, прво осомничен во случајот Рекет, денеска беше спроведен од истражниот затвор на распит во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Како што јавува нашиот дописник Огнен Чанчаревиќ, сепак тој не дал исказ пред обвинителката бидејќи не му биле презентирани доказите против него. Тој е денес за прв пат викнат да даде исказ во јавното обвинителство. И тоа би било во ред. Но не е во ред во истиот момент кога вие немате појма за каков доказ се обвинувате, кои се основите на сомневања, кои се доказите против вас, да ви се дава известие за завршена истрага. Северна Македонија е земја во развој и затоа е нормално каматните стапки на банкарските кредити да бидат се уште високи, за разлика од оние во Европската унија, сметаат експертите. Мики Трајковски ја има анализата. Каматните стапки на банкарските кредити во Северна Македонија во споредба со земјите од ЕУ се уште многу повисоки покри ниското ниво на економска моќ во земјава, сметаат експерти. Наспроти ова, каматите на штедните влогови се незначителни, а цекот од таквата ситуација ја плаќаат граѓаните, вели таки Фити, универзитетски професор и претседател на МАНО. Заради тој ризик и несоодветни инвестициски, како да кажам, програми што ги нудат предпријатијата, банкиве комерцијални уште позајмуваат со релативно високи каматни стапки, 6, 7%, 8%. Тоа се многу високи, за разлика од она што се случува надвор. Политичката нестабилност, односно политичкиот ризик, но и корупцијските афери за професорот Фити се едни од причините за тоа, но има и други, додава тој. Ризиците се уште големи, инвеститорите тоа го следат, иако кредитниот рейтинг на земјата во последниве години веќе е подобрен, но и самиот фиксен девизен курс, тоа е сложен механизам, ги држи каматните стапки на релативно високо ниво. И за професорот Владимир Филиповски фактори за тоа има повеќе. Речеме, еден од факторите е сепак онај така наречен ризик на земјата или country риск, кој што секогаш е во пресметките на ризиците кои што треба да се вклучат во при одредување на каматните стапки. Исто така и едноставно понудата на штедење, на капитал, на македонскиот пазар на капитал
е да речеме помала во однос на оно што би биле потребите за еден забрзан економски раст. И во таа смисла таквата ситуација на побарувачката и понудата генерира на некој начин малку повисоки каматни стапки. Филиповски вели дека сите фактори кои би ги намалиле ризиците за инвестирање во реалниот и финансискиот сектор би придонеле за намалување на каматните стапки. Покрај макроекономски и микроекономски, тие фактори вели се и од политичка природа. Според поратоците на Централната банка, граѓаните на банките вкупно им должат 2,3 милиарди евра. Според некои анализи на крајот од 2017 година, 22,8% од БДП бил вкупниот долг на семејствата кон банките во земјава. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Слепилото може да биде пречка за бројни активности, како што е возењето велосипед, но непрофитната организација, наречена во Тандем, се труди велосипедизмот да биде секому достапен. Ана Нелсон објаснува како. 2, 1, up! Арти Елефантот секогаш сакал да вози велосипед. Сепак како што старел го губел видот, но не и љубовта кон велосипедизмот. Сепак нашол начин да остане на тркала, со возење тандем велосипед со неговите пријатели. Починал во 2013 година, но пријателите неговата идеја ја претвориле во непрофитна иницијатива. Почнале со 20 тандем велосипеди. Which pedal I prefer to be up? Денес волонтери од организацијата во Тандем им помагаат на лицата со делумно слепило или со други видови попреченост. Од нив прво се бара да ги затворат очите и да почувствуваат како е да се биде слеп. После кусиот курс за тандем велосипед, волонтерите ги запознаваат првите патници. Maria, and then we'll have Bill. Волонтерите се од различни професии, адвокати, лекари, програмери. Одвојуваат дел од своето време за да возат со некој што сака повторно да го почувствува вртењето на педалите. Nice to see you again. Yeah. You're not wearing a pretty dress this Додека собствениците возат низ градот, нивните кучиња водичи чекаат трпеливо. I was nervous the first couple На of почетокот бев нервозна, зависите од друг, од неговото управување со велосипедот. Тие немаат многу заедничко, но Бен ќе направи се Сузан повторно да ја почувствува возбудата што ја заборавила. Normally when I ride around the park. Кога возам сам се разбира, не опишувам што гледам, но ним тоа им се допаѓа. Absolutely. It's joyous. I Апсолутно прекрасно уживање. Од основањето во 2013 година, организацијата во Тандем поврзала повеќе од 600 доброволци со 400 лица со оштетен вид. А сега и за тоа, како иновациите можат да им помогнат на пациентите со ампутации. Фейт Лапидус има повеќе. Кевин Валгамот има протетичка рака која наликува како да е од филмот Војна над звездите. И со добра причина. Била инспирирана од роботската рака на Лук Скајвокер од филмот Империјата го возвраќа ударот. Валгамот ја загубил раката во несреќа пред 17 години. Тоа е еден од 7 мината на кој им е извршена ампутација на Универзитетот во Јута, каде се тестира раката наречена Лук. Со неа луѓето може да ја користат моќта на умот за сложени движења, како кревање и спуштање на јајце. Научниците 15 години работеле на ова. Раката се движи преку нервите во подлактицата, кои пренесуваат информации до мозокот, за да се почувствува предметот. Така се оценува колку напор е потребен за дејството, sejedno дали е кинење на грозје или ракување. Научниците од Цирих во Швајцарија развиле систем што им овозможува на лиците со тешко нарушени моторни функции да контролираат видеоигри. Се обидувам да ја придвижам раката и прстите само со умот. Морам да бидам многу концентриран. Кунц останал парализиран по несреќен случај и се обидува со мисла да вози дигитален тркачки автомобил. Замислувањето дека ја движите левата рака прави автомобилот да сврти лево. Размислувањето за движење на десната рака го свртува автомобилот надесно, а со движење на двете раце заедно автомобилот оди право. Ваквите сигнали преку електроди поставени на главата се пренесуваат на компјутер. За мозочен компјутерски интерфејс е потребна капа со електроди кои всушност ги мерат сигналите на мозокот. Најголем предизвик е да се декодираат комплексните мозочни сигнали без употреба на инвазивни сензори. Ова беше News Flash на Гласот на Америка на македонски. Гледајте ни утре. Довидување.